56-годишниот Санте Цековски од македонска Каменица, човек кој работниот век го поминал десетици метри под земја, печалейки го својот леп, веќе неколку години води битка за своето здравје. Најпрвен се соочува со дијагностициран тумор, при што му бил извршено операционен зафат, така наречен нефректомија. Од тогаш ситуацијата постепено се влошува и бил подложен на уште една операција. Пред 7 дена во болницата Аџи Бадем Систина добил нови дијагнози за кои е неопходен итен хируршки зафат за кои се потребни 2.133.505 денари или околу 35.000 евра. Цела македонска Каменица е запознаена со случајот на Санде Цековски, поранешен вработен во рудник Саса, сегашен пензионер, инвалидски пензионер. Тој има големи здравствени проблеми, во минатото тој правеше 2 операции и сега ќе мора да биде подложен на уште 2 операции. Тој боледува од малигна неоплазма на коски и зглобна раскавица кои му прават притисок на работниот мозок, и по она што го имам слушнато од неговата фамилија и неговите најблиски кои биле во контакт со докторот, дека мора да биде извршени операциите што е можно побрзо. Операциите треба да бидат закажани во болницата Аџи Бадем Систина, зашто Санде доби профактура и треба да бидат уплатени скоро 35.000 евра или 2.133.505 денари, што е огромна сума на пари. И по сето ова што го дознавме од Санде и од неговите најблиски, решивме само да се организираме како граѓани на македонска Каменица, да не обедини хуманоста, а посебно затоа што тој е поранешен рудар, а знаете рударите се вечни градители на овој град и верни градители на овој град, и не можевме да оставиме работата на случајност и одлучивме да помогнеме. Па така, прво што направивме е поднесовме барање до рудникот Саса, неговата поранешна матична фирма, каде што очекуваме, јас верувам, позитивен одговор и верувам дека тоа ќе се случи многу брзо, со што ќе се олесни собирањето на средствата. Потоа направивме фонд за донации кој е направен во Америка од страна на нашата сограѓанка Лимона Васевска, која е дел од диаспората веќе долги години, на што сум и многу благодарен, и преку кој досега се соберени околу 3.100 долари. И бидејќи многу граѓани прашуваа како да донираат, бидејќи не можеле преку фондот за донации на Facebook, решивме да направиме молби барања до институции, организации и приватни фирми, односно до вработените во институциите, организациите и приватните фирми во македонска Каменица и Делчево. Па така направивме 14 молби барања за Каменица и 11 во Делчево. За секое барање имаме одговорно лице и очекуваме граѓаните да се вклучат преку своите матични институции, организации и приватни фирми и да донираат во рамките на нивните можности. И затоа би сакал сега да апелирам во однос на молбите и барањата, првенствено да се почитуваат мерките за заштита од COVID-19, односно да се држи дистанца при донирањето, да се носат заштитни маски, да се мијат често рацете. Истовремено би сакал да апелирам на отчетност, односно во секое барање е направен список каде што секоја индивидуална донација треба да биде забележена и сите заедно соберени во една групна донација и уплатени со назнака донација од вработени во таа и таа институција, организација или приватна фирма, со што би му го олесниле патот на Санде Цеков до вршењето на операцијата, односно би му дале шанса за здравје, што е нешто свето. И повторувам, правиме света работа, правиме една многу убава работа која би требало да заврши со убави вести од Скопје, од болницата Аџи Бадем Систина. И само да потенцирам дека оваа недела е многу важна за хуманитарните активности поврзани со оваа хуманитарна акција, затоа што операцијата, по она што го слушнав од неговата фамилија, треба да се случи што е можно побрзо. Затоа ги повикувам граѓаните да се вклучат и да донираат преку фондот за донации на Facebook, да донираат преку молбите и барањата доставени до нивните институции и организации, тоа да го направат најкасно до четврток, за во петок да имаме јасна слика што сме направиле и уште колку средства ќе фалат за да Санде биде подложен на операција. Во она што го имам информација од неговите најблиски и по контактите со докторите од Аџи Бадем Систина, најповолна дата за нив би бил датумот 5 август,
Тоа е првичен датум спомнат, но многу работи зависат од тоа како ќе реагира нашето население, како ќе реагираат неговите колеги, каде што сакам да потенцирам дека е доставено барање на 5 страни со можност да донираат повеќе од 400-500 луѓе во рудник Саса, која што барање ќе го води синдикалниот лидер Љупчо Каладжиски и операцијата на Сандет Сековски зависи од тоа како ќе се одвиваат хуманитарните активности во оваа недела, односно одговорот од рудникот Саса, потоа фондот за донации на Facebook кој што можете да го најдете на вашиот медиум и исто така од молбите барањата кои што очекувам да се завршат до четврток. Така да колку побрзо ги завршиме хуманитарните активности, колку повеќе средства бидат соберени, толку порано Сандет ќе отиде на операција и толку се поголеми шансите тој да си го врати здравието.